Драги дечиња, драги првачиња, и на овој час по македонски јазик ќе се дружиме заедно со мене, наставничка Зорица. И пред да ви соопштам што ќе правиме на овој час и ќе се обидеме да запомните, би сакала да погледнете две слики. Првата слика е оваа што ја гледате пред вас. Разгледајте ја убаво и со еден збор кажете како би ја нарекле оваа слика. Така е, роден ден. А како би ја нарекле оваа слика исто така со еден збор? Разгледајте. И оваа слика би ја нарекле роден ден. Заедничко за двете слики е зборот роден ден. Тоа е и целта на нашиот час. Да го запомниш твојот и роден денот на твојата татковина. Да разговараш колку и зошто ја сакаш твојата татковина и да запомниш и интерпретираш убави стихови за твојата татковина. Но најпрво треба да се подготвите. Земете ги вашите тетрадки без линии или еден празен бел лист, вашите дрвени боички и едно остро моливче. Тоа ќе биде се што ќе ви биде потребно за овој час. Ајде, рековме дека прво да ја разгледаме, ќе разговараме малку за двете слики. Најпрво ја погледнавте оваа слика, што ве потсетуваше на роден ден. Кој ден се нарекува роден ден? Така е, оној ден кој нетрпеливо го чекаме да дојде, денот кога сме родени, се нарекува роден ден. А како го славиме, дечиња, роден денот? Покануваме гости, роднини, пријатели, другарчиња. Најглавен символ е тортата, најглавен од присутните е славеникот. Дали вие го знаете денот, месецот и годината на вашето раѓање? И секоја година вие на тој ист ден станувате повозрасни за цела една година. Ученици, вашата година на раѓање ја знам и јас, бидејќи со ваши 6 години поаѓате во прво одделение, а тоа сте сега вие, првачиња. Но датумот и месецот не го знам. Наредниот час ќе играме една игричка преку која ќе откриеме во кој месец од годината ќе имаме најмногу родендени во нашето одделение, а во кој најмалку. Секој од вас на ливче ќе го запише само своето име и ќе го смести во една од 12 кутии кои што ќе бидат 12 месеци. Се разбира доколку ви треба помош. Тука сум јас. Ваше е само да запомните кој е вашиот датум и месец на раѓање. А сега, во вашата тетрадка на празен лист нацртете еден символ, односно емотикон, како се чувствувате вие на вашиот роден ден. Па тој символ може да го декорирате со роденденска капа, балон, цвеќички, торта и други роденденски символи, како вие умеете и ќе си замислите. А сега да ја погледнеме и втората слика. Како оваа слика потсетува на роден ден? Што најмногу гледате на неа? Така е, македонското знаме. Денес ќе разговараме за роденденот на нашата татковина. Но, што е тоа татковина? Местото каде што сме родени, каде е роден и живеел нашиот татко, нашите дедовци и така натаму. Но кога велиме роден ден, мора да знаеме и кога е роден денот на нашата татковина. Дали некој може би знае? 8 септември е роден денот на нашата татковина. Како што вие славите секоја година роден ден на вашиот датум на раѓање, така и татковината го слави својот роден ден на овој датум 8 септември, а тоа е сега скоро. Но како? Како татковината го слави својот роден ден? Зарем и овој роден ден се слави со торта, балони, другарчиња, игротеки, поканети гости? Не. Овој роден ден, овој ден го слават сите. Сите што живеат во Република Северна Македонија. Овој ден се нарекува државен празник и нашата татковина има и други државни празници. И сите си имаат свој датум на славење. На прашањето како татковината го слави својот роден ден, одговорот ќе си го откриеме преку неколку слики што следуваат. Ајде на оваа слика на град. Што најмногу, највпечатливо забележувате на оваа слика? Македонските знамиња.
Насекаде на овој ден можеме да го забележиме развиорено македонското знаме, еве дури и на училиштата. На оваа слика, дали забележувате дека на ова место каде што возрастните одат на работа има катанец, значи на овој ден, роден денот на нашата татковина, возрастните не одат на работа. На овој ден учениците не одат на училиште, затоа што еве училиштето е празно. Значи, денот што е роден ден на нашата татковина, 8 септември, е слободен неработен ден. Ослободени се сите од своите работни обврски. Секое семејство овој ден го поминува на свој начин, но во чест на роденденот на својата татковина. Повеќе за роденденот на нашата татковина ќе разговараме во погорните одделенија. Но она што треба секој да го знае, и мал, и голем, е дека секоја земја, односно држава, има своји државни символи, а тоа се грбот, знамето и химната. Грбот е оваа јајцевидна, односно елипсовидна форма, декорирана со многу символи. Сонце со зраци, планини, река, житни класови, тутун, афион. Значи, оваа елипсовидна форма се нарекува грб. Знамето на нашата татковина е двобојно. На него сонце со 8 зраци, значи жолто сонце со 8 жолти зраци. И химната е исто така државен символ, може би некој од вас не знае што е тоа химна, сега ја за момент ќе ја пуштам накратко, но на часот по музичко образование ќе ја слушаме целосно, ќе разговараме повеќе за химната и незината содржина. Еве слушнете, може би ќе се подсетите. Тоа беше химната на нашата татковина, која што, како што кажавме, ќе ја учиме повеќе, ќе ја разработиме на часот по музичко образование. А сега погледнете го ова шаренило. На што бе подсетува оваа шаренолика слика со многу разнобојни, различно обоени места, зелени, цветни површини, сини реки и езера. Мене ме подсетува на мојата татковина, а вас? Сега во вашата тетрадка, но само со боите на македонското знаме нацртајте. Зошто ја сакам мојата татковина? Значи, реков со боите на македонското знаме, кои беа тие? Црвена и жолта. Замислете си дека на некој другарче од друга држава треба да му кажете колку и зошто ја сакате вашата татковина и замислете дека треба да му го испратите овој двобоен цртеж. Што ќе нацртате? Што има во твојата татковина што ти сакаш да го покажеш на другите? Нацртај, а потоа продолжи со видеото. Сега сопри. Ученици, освен со цртеж, убавините и љубовта кон нашата татковина ќе ја слушнете и во стиховите на оваа стихотворба. Слушај внимателно. Мојата татковина. Тука овошните градини се родни. Полињата се плодни, златно жито зрее. Сонцето силно грее, птицата милно пее. Тука народот со добрина блика, тука е мојата татковина, Македонија се вика. Тоа беше стихотворбата со наслов Мојата татковина. Како што кажавме кога ја обработувавме нашата прва стихотворба Прваче, то колку се сеќавате, кажавме дека секоја стихотворба мора да има свој наслов, а тоа е овој наслов горе, ова тука. И редовите кои што ги гледате се нарекуваат како стихови. Ајде да изброиме нашата денешна стихотворба колку стиха има. 1, 2, 3, 4, 5. 5 стиха, односно стихови има нашата денешна стихотворба Мојата татковина. Јас ќе ви ја прочитам уште еднаш пред да се обидеме да ја запомниме, а потоа запомнувањето на оваа стихотворба ќе оди исто како на претходната. Стих по стих. Најпрво внимателно го слушате стихот што јас ви го читам, а потоа заедно го повторуваме. Потоа поминуваме на следниот стих на истиот начин.
па ги кажуваме заедно двата. И се така стигнуваме до 5-тиот стих. Така најлесно се запаметува стихотворба. Мојата татковина. Тука овошните градини се родни, полињата се плодни. Златно жито зрее, сонцето силно грее, птицата милно пее. Тука народот со добрина блика, тука е мојата татковина, Македонија се вика. Дали оваа стихотворба побуди некои чувства кај вас? Кај мене, да. И еве ги сликите горе, кои што го представуваат секој стих. А сега, стих по стих, обидете се да ја запаметите. Повторувајте го стихот од ова видео онолку пати колку што имате потреба за да ја запомните. Почнуваме. Тука овошните градини се родни. Повторете по мене. Тука овошните градини се родни. Поминуваме на вториот стих. Полињата се плодни, златно жито зрее. Заедно, полињата се плодни, златно жито зрее. А сега обидете се да ги кажете двата стиха заедно и дори потоа поминете на третиот. Пуштете ги да ги слушнете колку пати имате потреба толку. Се додека не ги запомните добро. На третиот стих слушнете го внимателно, а потоа повторете по мене. Сонцето силно грее, птицата милно пее. Сонцето силно грее, птицата милно пее. Тука народот со добрина и љубов блика. Повтори. Тука народот со добрина и љубов блика. Обидете се да ги кажете сега сите 4 стиха заедно и поминете на последниот, 5-тиот стих. Тука е мојата татковина, Македонија се вика. Тука е мојата татковина, Македонија се вика. Ученици, значи уште еднаш ви ја покажувам целата стихотворба и најлесно ќе биде кога ќе ги следите овие слики наредени поред за секој стих, правилно да ја изрецетирате. Обидете се сега да ја изрецетирате на некој возрасен, доколку има дома кај вас, а потоа продолжете на следната активност. Следува кратка говорна игричка, наречена слични зборови. Дали забележавте кога ви ја читав стихотворбата, слушнавте зборови кои што се многу слични, многу слично звучат. Тие зборови ни помогнаа полесно да ја запомниме. Ајде да откриеме во нашата стихотворба кои зборови слично звучат. Како ќе го направиме тоа? Јас ќе рецетирам, а вие треба. Колку слични зборови сте слушнале, толку пати да тропнете, односно да плеснете со рачињата. Почнуваме. Тука овошните градини се родни, полињата се плодни. Родни, плодни. Два слични збора. Ајде слушај внимателно. Златно жито зрее, сонцето силно грее, птицата милно пее. Ајде уште еднаш. Златно жито зрее, сонцето силно грее, птицата милно пее. 3 слични збора слушнавме тука. Зрее, грее, пее. И на крај, тука народот со добрина блика, тука е мојата татковина, Македонија се вика. Значи, тука народот со добрина блика, тука е мојата татковина, Македонија се вика. Еднаш, два пати. Блика и вика. Значи, на неколку места откривме слични стихови. И сега, ученици, сакам да ми одговорите на прашањата. Дали запомнивте кој ден е вашиот роден ден? Да или не? Го запомнивте ли роден денот на нашата татковина? Дали, како се чувствувавте кога ја слушавте стихотворбата и дали успеавте да ја запомните? Умеете ли да ги препознаете државните символи на нашата татковина кога би ги сретнале некаде? Доколку на прашањата од претходно одговоривте потврдно, тогаш браво! А во спротивно, вратете се на ова видео на оние места каде што мислите дека имате потреба подобро да запаметите. И за домашна задача, слушни внимателно. Нацртај на твојот лист онолку другарчиња колку што зраци има македонското сонце. Изброј внимателно и самиот одлучи што секој другарче ќе држи во рака
за да ја покаже љубовта кон својата татковина. До видување, до следното видување.